Значи, реагирам процедурално по членовите 90 и 91 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, каде што се вели дека доколку говорникот се оддалечи од прашањето, председателот, во случајов председателот, ќе го повика да се придржува за прашањето, и членот 91, каде стои дека за одржување на редот на седницата се грижи председателот, во случајот подпредседателот. Бевме сведоци пред час дека се изглуми некаква си навреда, некакви си емоционални чувства, се покажаа тука глумење на вештачка нервоза, само за да се изнуди пауза, за да нема доволно време опозицијата, која што трет месец чека да дојде на дневен ред оваа точка, да се направи пауза, за да се скрати можноста говорниците да си го кажат своето мислење по однос на бараната интерпелација. Емоциите, чувствата од страната на власта многу добро ги видовме. Чувства навредени дека некој некого некако го нарекол, па вие го променивте името на државава. Вие навредивте цела македонска нација и овде сега ќе глумите некаква си навреда за тоа што не знам кој кого нарекол коки или манулач. Ве молам, ова е една ефтина драма, ефтин театар, кој што исклучиво ви служи само за да го намалите времето на оваа седница квалитетно, да се искористи од страна на опозицијата, за да се каже она што се има да се каже по однос на бараната интерпелација. Затоа, како подпредседател, ќе ве замолам, кога знаете многу добро да реагирате и на сред говор, кога зборува пратеник на опозицијата, истото да го направите и сега. Доколку не сте во можност, има тука, мислам, и друг подпредседател, кој што може би подобро ќе се снајде од вас. Вакво ефтино глумење на театар по однос на вака сериозно прашање, само докажува дека вие повторно бегате од критиките на опозицијата. Критиките се реални, се тука, следуваат и други интерпелации. Ова е само ефтин популизам од страна на власта и ништо друго. Вашите чувства најмалку им се битни на македонските граѓани. Вие нив многу добро ги пониживте, го поништивте нивниот глас, нивното право на искажување, и затоа ве молам, не се повикувајте на името на нервозата и на повреда на вашите чувства. Вие повредивте многу чувства на многу граѓани на Македонија, затоа ќе замолам овој ефтин театар да прекине, да продолжиме со работа, затоа што листата е полна со говорници кои што сакаат да земат збор по однос на интерпелацијата. Ви благодарам. Ви благодарам и јас на вас.